Poštovani gledalci i slušatelji na utrински брифинг, ова се минутите кога не така претенциозно, но прилично често пласираме ставови на одредени универзитетски професори посветени на пандемијата врз економијата. Се разбира, тоа е клучниот сегмент од што зависи и самата битка сега веќе со коронавирусот, дотолку повеќе што сосема е известно дека светската економија влегува во една прилично деликатна фаза во кој ќе има потреба, а во тој процес и Македонија ќе мора да се рекомпонира на одреден начин околу свеж капитал, приоритетите на општествениот и економскиот развој. На оваа тема професор Мирољуб Шукаров, универзитетски професор од кампусот на Југоисточна Европа. Добро утро, Шукаров. Добро утро. Професоре, најпрви за тоа што е вашата проценка. Има ли можности да се направи прогноза со каква динамика и колку ќе трае оваа економска рецесија, дали таа ќе биде идентична на тајмингот на совладувањето на претходната од 2008 или ова ќе биде долг процес во кој сите ќе треба да се адаптираме од здравство до бизниси, професии, семејство и така натаму? Пред сега да се благодарам на поканата за учество во вашата емисија. Јас сум прв пат на вашата телевизија и тоа ми е посебно драго. Да го започнеме разговорот со прогнозирање на траењето на рецесијата. Јас како професор веднаш морам да кажам дека ние се уште не сме во рецесија, затоа што конвенцијата е дека треба да настапат два квартала едно по друго, со негативни стапки на раст, па дури тогаш да се прогласи рецесија. Ние последниот квартал, кој што заврши во март, имавме позитивна стапка на раст, минимална, стагна на 0,2%, но сепак доволна да не тој квартал да не биде дел од она сукцесија, не. Значи, со други зборови, податоците ние сега веќе знаеме дека економијата е во драматичен пад. Знаеме дека вториот квартал ќе биде негативен, не знаеме колку, но знаеме дека ќе биде негативен. Можеме само да очекуваме дека и третиот квартал ќе биде негативен, но да прогласиме рецесија можеме дури некаде при крајот на 2020 година. Сега, дали и колку време ќе трае рецесијата? Тоа е прашање кое што навистина не можат да одговорат стручни лица зад кои што стојат големи институти, да кажеме од Америка или од Европската унија. Тие ги ревидираат своите прогнози на стапките на раст или одвивањето на динамиката или трендот на пад на економијата неколку пати до сега. Јас барем за Европската унија знам дека имаше дури една, Германија имаше дури до минус 17%. Па ревидирана. Европска унија е сега последната стапка на ревидирање негде и под 9% и за 2020 година, а пак прогнозите се дека настапува периодот 21 година на динамичен раст. Толку многу динамичен што, да кажеме, на годишно ниво не е двојно од нормалните, 2,5 па дури 3 пати повисоки стапки од она кое што е досегашната нормална стопанска динамика. Професоре, само еден момент, ве молам. Да. Овие ваши ставови влеваат некаква доза на оптимизам. Особено ова последната... Не сум воопште оптимист. Не, ова последната констатација на динамичен раст. Тој динамичен раст ќе се базира на потребата да се изамортизира претходниот минус, така е. Зашто не е важно дали ќе имаме 10 плюс ако сме претходно биле 10 минус. Што значи повторно не имаме да имаме активен развој или активен раст кој ќе продуцира дополнителна додадена вредност.
во економијата или во историјата на економската мисла постојат доста пишани документи за движења, економски движења, многу оптимистички движења после големи хаварии економски, да речеме после војна. И Првата светска војна направи голем оптимизам и многу големи стапки на раст веднаш после тоа. Веројатно тоа се должи на среќата што луѓето ја уживаат, дека останале живи, и се пуштаат на поголеми уживања. Знаете, тоа имаше голем одраз и во модата, и во музиката и така натаму. Може да се очекува таков психолошки ефект и после оваа корона криза, особено што и за војните и нивните последици доста се знае од економски аспект какви се последиците, кои гранки ќе одат напред и за време на војните, а овде не се знае. Значи, многу малку се знае за тоа што ќе биде и како ќе биде. Зошто ова го велам? Бидејќи корона кризата е екстерен шок за економијата. Тоа е шок кој што е непредвидлив. Нешто што прави да настапат други екстерни шокови. Значи, екстерен шок кој што влие врз други екстерни шокови. Значи, тоа е многу тешко да се измери, особено кога говориме за економија како што е нашата, например. Нашата има резидуален карактер. Значи, големите економии не може да ги пресметаат стапките, ниту она што го очекуват, а замислете како тоа се случува на една ваква мала економија како нашата, која што е зависна од другите економии. Значи, ние не можеме дури ни базичната инфлација да измериме. Ние не ги знаеме енергетските цени, тие што ќе настапат. Сега знаеме дека паѓаат, но со оптимизмот не знаеме што ќе настане тогаш. Значи, многу е тешко да се предвидува и треба прилично големи напори да се вложат за да се видат исходите за она што ќе се случува. Професоре, на што ќе се должат индикациите или навестувањата за динамичен раст 2021, што би значило амортизирање на еден поширок рецесионен шок во светот? Што би можело да се случува? Нова вештачка интелигенција, нови производи, нова глобализација, зашто сега реално гледано и е доведено во прашање и либералната економија и глобализацијата и така натаму. Што вие мислите? Токму тоа е еден дел, да кажеме, од мојот став. Ние сега цело време говориме за влијанието на економијата, како таа ќе реагира. Но треба да бидеме свесни дека економија во вакви услови нема. Економија можеме да кажеме дека постои кога таа самостојно ги надминува овие премрежија, она реагира спонтано. Во овој момент буквално на нешто што се случува, што комплетно е форсирано од некои други сили, да кажеме, креирање на вештичка ликвидност. Така, значи, еден интервенционизам кој што е многу голем, не можеме да говориме на спонтани реакции на економијата, но како и да е. Можеме да прогнозираме со сигурност дека голем дел од економската активност ќе се заснива на финалната потрошувачка, значи на домашните финални потрошувачки, и се разбира дека тоа е и кај нас случајот. Кај нас оној што е стапката на раст, кој што од претходниот квартал, кога немавме корона криза, беше заснована на растот на финалната потрошувачка и посебно на домашната потрошувачка. Сега ова што се случува е голем, фрапантно голем пад токму на финалната потрошувачка, на агрегатната побарувачка. Тоа ќе биде потпора за идното темелење на стапките на раст или на прогнозите и на светските економии, па и нашата. Со тоа што кај нас реков дека сме ние резидуална економија, ќе треба да чекаме што ќе се случува со оние сектори кои што можат да продуцираат нешто, да задоволат нечија туѓа или странска побарувачка и дури тогаш да реагираме. Со други зборови, ако погледнете статистиката и оние податоци кои што сега моментално можеме да ги елаборираме, да ги видиме, ќе видиме дека крупниот пад кај нас е пад
точно на тие извозни сектори, и тоа поновите сектори, а не на традиционалните гранки, односно и тие падна, но не толку многу. Со саживувањето на економската активност, да кажеме на нашите најголеми трговски партнери, извозни партнери, веднаш после известно време, значи со одреден лаг, со едно доцнење, ќе се појави активноста и кај нас, кој што ќе биде проследена со големи нарачки и така натаму. Значи и ние би требало да го прогнозираме или да го предпоставиме растот кој што ќе биде и во нашата економија, но малку со позадоцнето време од она што ќе се случува во западните развиени земји, кои што се наши извозни партнери. Професор Мирољуб Шукаров ни е гост. Да, повелете, завршите поетот. Да. Ние, она што го загатнавте, многу интересно прашање за промените на кои што ги очекуваме да настанат во светската економија, а тоа се оние кои што се засновани пред се на дигиталните технологии, на комуникацијните технологии. Стопанската структура кај нас во Македонија е прилично неповолна. Во овие неколку години, посебно последните години, почна да се забележува структурно прилагодување, усовршување, значи подвижување кон современите, модерните гранки на економијата, а токму тоа не чека и во наредниот период. Јас очекувам дека тука ќе настане едната револуција во економијата и ние мислам дека би требало тука да направиме нешто подготвени да дочекаме новиот бран. Професоре Шукаров, ако ја развивате тезата дека финалната потрошувачка и генерално финалната потрошувачка сегде во светот е динамична форма која ги влече на одредени начини, одредени дисциплини, одредени економски гранки. Тоа значи дека владата ја убоди својата политика на санација на последиците со огромен бран на субвенционирање, со на одреден начин прекомерно задолжување кое е во функција на одржување на какво такво ниво на финална потрошувачка, домашна, туризам, не знам, задржување на одредени секундарни дејности. Дали е тоа правецот што на одреден начин мора во еден миг да биде пресечен, зашто мора да се сведеме на реалната економија? Точно така. Нашата влада презема одредени чекори кои што не се специфични само за нашата влада, туку ги презема оние чекори кои што веќе беа познати, преземани во скоро сите земји во светот кои што сепак очекуваат да настрадат од корона кризата. Се интервенираше и на страната на понудата и на страната на побарувачката. Секаде во светот, па и кај нас. Јас не сум заговорник на интервенционализам, меѓутоа во овој момент, во оваква состојба, нема друго. Мора да се преземат мерки, да се ублажат последиците од една страшна криза која што настапи во целиот свет. Особено на социјален план, и токму затоа и се гледа и сега структурата и буџетските расходи кои што може да се анализираат, но рано е уште за финални пресметки, но се гледа дека има голем пад на приходите буџетски, а затоа по исто време има голем раст на расходите буџетски, кои што се резултат на трансферните плаќања. Токму за тоа да се одржи каква таква економска и социјална стабилност на земјата. Тоа не е правец кој што треба да се подржи во иднина, напротив, треба да се остава стопанските субјекти колку што може по самостојно да ги планираат своите активности и воопшто процеси производни и трговски, не да очекуваат толку многу помош од владата, од јавниот сектор, но во овој момент дефинитивно не може да се избегне тоа. Мора да се прифати така. Инаку ќе колабира комплетно економијата. Како што гледате, ја прашувам за изборните програми, зашто мислам дека тоа е на одреден начин се уште рано експертите да ги анализираат и компарираат од аспект на рационалноста наспроти очигледната лицитација. Но ќе ве прашам од еден друг агол. Дали мислите дека после изборите ние ќе влеземе во една фаза на релативна политичка стабилизација
и на власт која ќе може да ги менаџира сите предизвици до крајот на годината и 2021, што е приоритет, ми се чини, на стабилизацијата на економијата и на Македонија. Токму во тоа е поентата. Јас не очекувам во Македонија да има политичка стабилизација, бидејќи Македонија е многу чувствителна на политичките збиднувања, особено вака на електризирана атмосфера. И сега во овој изборен период јас избегнувам колку можам повеќе да бидам вклучен во тие изборни реторики, се обидувам да останам стручен до крај, но еден дел од тие ветувања, колку и да се нереални, ќе останат запишени и ќе морат да се реализираат. За жал, тоа ќе повлече огромна финансиска енергија во правец кој што може би е и непосакуван. Ние во еден момент земјата ќе мораме да ја канализираме во насока да се прилагодува нашата стопанска структура кон некакви барања кои што ги поставува светската економија, не нашата, туку светската. Тоа ќе бара огромни жртви, инвестициони се разбира, огромни задолжувања, огромни ангажмани, кои што ќе треба да со кои што ќе треба да фатиме приклучок кон оние што се развиените во светот, барем тоа ако посакуваме сите. Значи, не да ги задоволуваме политичките желби на политичките партии, туку она кое што е потреба на економијата и на сама економијата. Ако останеме на равништето дека нам ќе ни треба дополнителна финансиска инфузија или, како што да ве цитирам, огромни задолжувања, тоа значи дека оваа милиарда која веќе е влезена во македонскава финансиска структура, веројатно ќе мора да доживее дуплирање. И прашањето ми е, прагот на задолжување до каде ќе оди? Значи, дефинитивно е јасно дека Македонија нема доволна собствена акумулација и таа мора да бара дополнителни канали, да ги отвара каналите на финансирањето од светот. Нашата задолженост во овој момент, значи при крајот на првиот квартал, изнесува некаде околу 50%, што спаѓа во домена 51 скоро 51%, спаѓа во доменот на издржлива задолженост. Некоја граница која што би можело да се предпостави е негде 60-65, иако другите земји, развиените во, да кажеме, Германија или европски земји, отидоа и многу повеќе, дури 100, па и некои има и многу повеќе, како Грција 140-150% од бруто домашниот производ, но сепак задолжувањето од 1 милиарда, ако е тоа задолжување од 1 милиарда, тоа ќе го надмине прагот кој што ќе може оваа економска да кажам структура да го поднесе на еден безболен начин. Тоа ќе дојдеме до 70-75% од задолженост од бруто домашниот производ. Тоа навистина е премногу, затоа што ако ги следите и нашите годишни издатоци или отплати, ќе видите дека тие се огромни и представуваат навистина висок товар за сегашната македонска економија. Оној момент кога ќе ја промениме и стопанската структура, ќе бидеме малку поеластични кон економијата, тогаш можеме да се дозволиме не повеќе од 60% задолженост на бруто домашниот производ. Професоре, ви благодарам, ви посакувам денови на одмор, бидејќи знам дека сте заминати во надвор од Скопје. Професор Мирољуб Шукаров од Универзитетот Југоисточна Европа, прв пат во утрински брифинг со тези кои се на границата меѓу оптимизам и предупредување и теза која, ако добро ја сватим вашата поента, дека нам ќе ни треба нова инфузија, но со памет во главата до прагот на издржливоста на отплата. Така ли е, професоре? Така е. Благодарам многу што еднаш што беше професор Мирољуб Шукаров.